Јас сум Ангела Нацева, имам 8 години и сум 4-то одделение. Денес ќе го прескажувам првиот дел од серијалот Авантури од Нарнија, книгата Лавот, вештерката и Јорман од Клајв Стейплс Луис. Во оваа книга се зборува за 4 деца, Едмонд, Луси, Петар и Сузана, кои наоѓаат волшебен свет. Таму го сретнуваат лавот Аслан и заедно со него се борат против белата вештерка која што направила да биде вечно зима на никогаш нова година и Божик. И ги скаменувала своите непријатели, ги претварала во статуи од мраз. Ова настаните се случуваат за време на Втората светска војна, кога децата бегаат од Лондон и се засолуваат во куќето на еден стар, но богат професор. Во куќето на професорот имало големи гостински соби, статуи, слики, книги, некои поголеми од Библијата и големи одмори. Децата, играјќи кријака, откриваат дека во еден од доманите се крие влезот за во волшебниот свет Нарнија. Мојата омилена случка беше кога децата заедно со дабарот и неговото семејство тргнале да бегаат, бидејќи белата вештерка испратила волци да ги убијат. Децата и дабарите се сокриле во една пештера, но одеднаш се слушнал шум од денен. Децата се исплашиле и дабар излегол да види која е. Децата биле зачудени и збунети, кога сватиле дека е Дедо Мраз, бидејќи немало нова година во Нарнија. Дедо Мраз им дал некои скапоцени подароци за да им се најдат. На Луси и дал едно шишемце со волшебна напивка што може да излечи секаква болест или рана. На Сузана и дал лаки стрели заедно со еден рог кој кога ќе се дуне во него доаѓала помош. На Петар му дал меч и штит со ликот на Аслан. Попат на кај дворецот на белата вештерка го сретнале Аслан. Тие заедно го продолжиле патот и стигнале во дворецот на белата вештерка. Таму Аслан со својот здив ги одмрзнал статуите и заедно со одмрзнатите статуи тргнале во војната. Ако сакате да дознаете дали 4 деца ќе успеат да спасат Нарнија од белата вештерка и од злото, прочитајте Лавот и вештерката и Јорман од Клајв